Добра вечер, Куманово! Добра вечер, Македонио! Добра вечер за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер за премиерот Груевски, за министрите. Добра вечер за кандидатите за пратеници предводена од Гордана Јанковска. Добра вечер и за председателот на собранието Велјановски. Добра вечер за сите присутни. Драги кумановци, пред 5 години на изборите ми дадовте повеќе гласови мене од кандидатот на опозицијата. На 13 повторно ми дадовте повеќе гласови од кандидатот на опозицијата. Ви благодарам, кумановци. Благодарам за поддршката и довербата. Очекувам на 27 април повторно да имаме повеќе гласови. Очекувам повторно да ја добијам вашата доверба. Затоа што вие сте граѓани на слободарско, на јуначко Куманово, потомци на нашите славни херои. Почитувани граѓани, излеговме овој пат со мотото дека државата ни е пред се. Македонија ни е пред се. Затоа што во изминатите 5 години покажавме дека мора да соработуваат сите институции во државата за корист да имаат сите граѓани. Сите граѓани да почувствуваат дека во Македонија се менуваат работите. Дека во Македонија постои економски успех и просперитет. Затоа зборуваме со јазикот на фактите и аргументите. Се што сме ветиле во нашите програми, се сме оствариле и затоа и ви поднесовме отчет. Но овој пат дојдовме со нови програми. Јас како председател и премиерот со програма на ВМРО ДПМН. Тие програми произлегуваат од вашите потреби, од вашите барања. Затоа ја добиваме вашата доверба. Тоа е новиот стил на работа во Македонија. Сакате да добиете доверба, излезете со конкретна програма, со конкретни проекти, програма која ќе го подобри животот на сите граѓани во Македонија, без разлика на нивната етничка или религиозна припадност. Резултатите од првиот круг не мотивираат да истраеме во оваа битка. Да покажеме ново лице на Македонија. Македонија која успева и Македонија во која секој може да успее. Како председател во изминатите години ги поддржував сите политики и проекти кои даваат видливи резултати. Проекти кои ги вклучуваат сите институции и сите граѓани. Поддржував политика зад кои стои сериозна и одговорна работа, која значи развој на државата и повисок стандард за сите граѓани на Република Македонија. Затоа постојано истакнував дека се раководам од принципите на честност, одговорност, искреност и трудолюбивост. Тоа го препознаа граѓаните. Како кај мене, така и сите припадници на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Победата што имавме во Куманово во првиот круг е потврда за исправноста на нашите политики, во исправноста на вредностите кои ги промовираме во македонската политика. Покажавме дека сме искрени кон граѓаните. Секој пат го кажуваме она што можеме да го исполниме. Никој пат не сме дале празни ветувања, никој пат не сме се обиделе вашата доверба да ја добиваме само на убави зборови. Вашата доверба ја добиваме на делата кои остануваат зад нас. Затоа нашите дела се погласни од нашите зборови. Делата кога се работи тимски, кога се работи посветено за успех и просперитет на Македонија. Затоа низ Македонија се градат автопатишта, затоа се градат фабрики, затоа се отвараат нови работни места. Тоа е израз
на соработка, тоа е израз на заедништво, тоа е израз на посветеност на сите потреби на граѓаните на Република Македонија. Наша цел е Македонија да биде економски силна и развиена држава. Таа да биде поволна дестинација за странски инвестиции. Македонија да биде добар сосед и членка на Европската Унија и членка на НАТО. Македонија како земја која е отворена за соработка со сите земји од светот. Македонија како земја во која младите можат да добиваат квалитетно образование, но да добијат и работа, за да можат да создадат своји семејства и да остават свое потомство. Затоа ја градиме и Македонија како земја на соживот, во која почитуваме секоја различитост. Нашите предци не оставиле да се почитуваме. Нашите предци ни оставиле завет да знаеме дека сите сме Македонија. Сите ние сме Македонија. Затоа го почитуваме соживотот, затоа ја градиме Македонија како солидарна држава. Земја на солидарноста, во која се води сметка за секоја категорија на граѓани. Граѓаните ги видува резултатите од нашата работа. Тоа се илјадници нови отворени работни места и нови илјадници работни места кои се во најава. Така се менува Македонија. Затоа и се отвараат индустријски зони. Затоа и се зголемуваат стипендиите на техничките струки. Затоа и владата дава стипендии за студентите што се запишуваат на врвните универзитети. Сите тие луѓе да помогнат во развојот на Република Македонија. Сум кажал и пак ќе кажам, кога расте економијата, се расте во државата. Видовме во услови на најголема светска економска криза, во европска должничка криза, кога многу посилни економии од Македонија не можеа до крај да се справат со сите предизвици, во Македонија се отворија 120.000 нови работни места. Тоа е успешна Македонија. Затоа граѓаните бараат претседател кој ќе биде активно вклучен во сите процеси во државата. Граѓаните бараат активен претседател. Државата бара претседател кој ќе биде активен и ќе се посвети на она што е општо добро, она што е за сите. Доколку ја добијам вашата доверба, ќе продолжам и во следните 5 години со исти интензитет, со иста посветеност. Ќе се посветам на остварување на стратешките цели на Македонија, за унапредување на економијата во Македонија, за унапредување на животот на секој поединец. Затоа велиме, државата ни е пред се, Македонија ни е пред се. Секој граѓанин ни е пред се. Благодарам што ја препознавте нашата работа, нашето заедништво и тимската работа. Благодарам што на 13 април вашите гласови беа дел од големата разлика од 123.000 гласа. Очекувам на 27 април уште помасовно да излезете и да го даете гласот за мене, да го даете гласот за ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Затоа секој ваш глас даден за мене и за ВМРО-ДПМН и коалицијата е глас за самите вас, глас за вашите семејства, глас за вашите општини, глас за Македонија, за успешна, просперитетна Македонија. Тимот што победува не се менува. Да живее Куманово, да живее Република Македонија.